колега што говореше до сега, ќе го прифатам ребалансот само ако видам дека има волја да се исправи оваа држава, меѓутоа очигледно е дека повторно се продолжува со вашата пракса да имаме непродуктивни трошоци. И како што кажав и во мојот говор, дека пред 5,5 месеци самиот Ковачевски од тука не убедуваше дека имало наменски трошоци, сега за 5,5 месеци тој да го смени мислењето дека ќе ги крати непродуктивните трошоци, самиот признава дека има промашување во околу 200 милиони евра во кроењето на иницијалниот буџет за 2022 година. И ќе повторам, јас знам каде е местото, дали е во земјоделие, дали е во некоја агенција, дали треба влада да донесе одлука, меѓутоа овие барања се токму поради инертноста на институциите, поради немањето на слух од владата и мораат тие земјоделци да најдат начин нивниот глас да стаса до институциите. И ова е единственото место каде што ние можеме да го пренесеме нивниот глас, да ги пренесеме нивните барања за подобар и за подостоинствен живот. Иако ги знаеме регулативите, знаеме патот како може, нели нормално сега можете тука да кажете дека тие требало и во осигурителните куќи да си го осигураат имотот и така натаму, сите ги знаеме тие процедури. Меѓутоа, ако веќе се бориме, ако застануваме зад нив, дајте да ги поддржиме. Ако не биде на еден начин, ако не на друг, да се најде што е можно побрзо решение за тие да имаат подостоинствен живот. Благодарам. Ама сакам